Централен дневник на К1. Добро вечер, јас сум Владимир Ристов, а ова се настаните кои го одбележаа денот. Гледајте не. Трансплантации на органи и ткива, како и најсложени хируршки зафати, ќе се вршат во новиот центар за трансплантација. Откупени над 8.000 тони тутун за само 4 недели од почетокот на откупот. Иако коритото се дислоцира со посакувана динамика, се извршуваат градежните активности за изградба на кејот на Луда Мара во Кавадарци. Македонија добива современа клиника во која ќе се вршат трансплантации на органи и ткива, како и најсложени хируршки зафати. Центарот ќе биде сместен во градската општа болница 8 септември. Трансплантации на органи и ткива и најсложени хируршки зафати ќе се вршат во новиот центар за трансплантација. Ова е новиот предлог закон кој беше донесен на последната седница на владата. Центарот ќе биде сместен во градската општа болница 8 септември, а ќе располага со хируршки одел, одел за анестезија, лабораторија, хоспитален дел и одел за радиологија, најави премиерот Никола Груевски. Она што го планиравме претходно, она што го бевме најавиле претходно во нашата програма на изборите, веќе почнува на некој начин да се реализира, најпрви со донесување на закон, а потоа и преку негово спроведување. Работите подолго време се подготвуваа не само за законот, туку и за формирање на самиот центар, така што по донесувањето на законот забрзано ќе се одвива формирањето на Центарот за трансплантација во Република Македонија. Ваков тип на клиники постојат во повеќе европски и светски земји, како Англија, Франција и Израел. Клиниката во Македонија ќе изведува врвна медицина и со неја ќе може да раководат членови на МАНУ, врвни и искусни експерти, доктори и научници. Законот превидува да се формира нов центар, значи нова здравствена установа, Центар за трансплантации, во кој што ќе влезат најдобрите научници, академици од МАНУ, врвни лекари, но и млад кадар кој што ќе се обучува од сите овие најискусни и најдобри кадри, и каде што ќе се врши трансплантација на бубрек, на срце и на црн дроб. Истовремено усвоена и програмата за трансплантација на бубрек, срце и црн дроб. За отпочнување на работа со центарот и неговите потреби предвиден е буџет од над 1 милион евра, обелодени премиерот Никола Груевски. Имплементацијата на мој термин како алатка која кај нас се покажа како успешна ќе биде отсликана и во српското здравство. За таа цел тимот македонски лекари ќе отпатуваат во Република Србија, каде на своите колеги ќе им ги пренесат своите искуства и знаења. Нашите северни соседи ќе учат од македонскиот здравствен систем. Имено имплементацијата на мој термин како алатка која досега кај нас се покажа како успешна ќе биде отсликана и во српското здравство. За таа цел тимот македонски лекари ќе отпатува во Република Србија за на своите колеги да им ги пренесат искуствата и се она значено за проектот Мој термин. Системот Мој термин во Македонија веќе е трета година и веќе длабоко се вкорени во работењето и на сите здравствени институции во државата. Во Србија немаат се уште систем Мој термин, за таа цел ќе го имплементираат и тоа ќе го имплементираат по нашиот терк македонскиот. Значи, Министерството за здравство Република Македонија ќе прати тим кој ќе врши имплементација на системот Мој термин. Во тој тим ќе биде и нашиот информатичар од Велес. Кога станува збор за општата болница во Велес, таа згрижува пациенти од цел Вардарски регион. Приоритетно за болницата, според директорот Василев, е замената на цевките, кон нервното и оделението за физикална терапија, лабораторијата и оделението за трансфузиологија. Има повеќе работи што се потребни, да речеме, би спомнал стариот цевоводен систем што е во болницата старија веќе 50 години. Ние дел сменивме, така да ќе почнеме во оваа година етапно да ги заменуваме сите тие цевки од водовод, за водовод и за парно грејење. Согласно програмата за одржување на улици и патишта, локалната самоуправа активно се вклучува во подобрувањето на инфраструктурата околу болницата. Оваа година исто така ќе биде и проширен патот, односно улицата Самоврска до самата болница што води и ќе биде исцело изасфалтирана наново улицата Самоврска, бидејќи го заврши проектот кој што ни одобрија да влеземе со дел со потпорниот зид малку во
округот на општината, така да и сообраќајот ќе се одвива многу полесно на ова значајно место во нашата општина. Во општата болница во Велес веќе е набавена и новата медицинска апаратура, донација од Министерството за здравство. Својата бизнис идеја и оваа година ќе може да ја реализираат повеќе од 100 млади земјоделци со финансиски средства од владата. Повеќе од 1 милион евра ќе се обезбедат за финансирање од почнување на земјоделски бизнис. Повеќе од 100 млади земјоделци ќе имаат можност својата бизнис идеја и оваа година да ја реализираат со финансиски средства обезбедени од владата. Повеќе од 1 милион евра ќе се обезбедат за финансирање од почнување на земјоделски бизнис. Младиот земјоделец кој согласно 3-годишен деловен план ги дефинира инвестиционите активности, според кои се дефинира и финансиската поддршка од програмата за рурален развој, добива до 600.000 денари неповратни финансиски средства. Ова е уште еден начин и можност младите лица да отпочнат собствен бизнис во земјоделството. Јавниот повик ќе биде распишан во текот на овој месец од страна на платежната агенција во земјоделието. Значи постои еден добар период во кој што лицата кои што ги исполнуваат условите се на возраст од 18 до 40 години и имаат идеја за отпочнување на бизнис во земјоделието, да може да почнат да ги подготвуваат деловните планови во кои што ќе ги наведат инвестиционите потреби кои што имаат намера или посакуваат да им ги финансира државата и потоа тие деловни планови да ги поднесат до платежната агенција која што ги оценува во соодветна процедура и оние кои што ќе ги исполнат условите и ќе бидат најдобро оценети, ќе бидат финансирани со средства од владата на Република Македонија. Јавниот повик ќе биде објавен од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, на кој ќе може да аплицираат заинтересираните лица. Преку оваа мерка, минатата година, беа одобрени планови на 134 млади лица од сите региони во државата. Финансиите изнесуваа околу 1,2 милиони евра. За речиси 4 недели, заклучно со 5 јануари, 9 откупувачи откупиле над 8.000 тони тутун од годинешната реколта. Просечната цена по килограм изнесува 186 денари, што е за 70 денари повеќе од ланската. 8.077.918 килограми тутун од годинешната реколта. 9 откупувачи, заклучно со 5 јануари 2016 година, откупија за речиси 4 недели од почетокот на откуп на тутун. 186 денари по килограм изнесува просечната откупна цена, што е речиси 70 денари повеќе од ланската просечна откупна цена, која изнесуваше 117 денари. Според податоците од Државниот инспекторат за земјоделство, исплатата е реализирана со 83,15%. Откупот се врши на вкупно 186 ваги на 152 откупни места, а динамиката тече без проблем и според договорите помеѓу тутунопроизводителите и откупувачите. Инаку според правичните проценки од реколтата 2015 се очекува да бидат откупени околу 25.000 тони тутун. Иако коритото се дислоцира, со посакувана динамика се извршуваат градежните активности за изградба на кејот на реката Луда Мара во Кавадарци. Од локалната самоуправа информираат дека големи се шансите за еден месец проектот да биде реализиран во целост. Со задоволителна динамика се извршуваат градежните работи за изградба на кејот на Луда Мара во Кавадарци. Според надлежните, изведувачите на овој проект наидуваат на потешкоти поради дислокацијата на коритото, што ја предизвикуваат 5 хидроцентрали кои беа пуштени во употреба во октомври минатата година. 5 мини централи кои што беа плод на менаџирање и мое и на јавното предпријатие водостопанство Тиквеш, како и на словенскиот инвеститор. Значи, како резултат на имплементирање на тој проект, кој што беше во вредност над 20 милиона евра, веќе имаме сигурен доток на вода, а големиот и сигурниот доток на вода прави одредени проблеми во дислоцирање на коритото на реката Луда Мара. Од локалната самоуправа информираат дека големи се шансите за еден месец проектот да биде реализиран во целост. Инженерите го направија тој зафат што требаше да го направат и мислам дека работата оди со оној интензитет кој што ние го посакуваме и мислам дека за еден месец ќе завршиме комплетно со она, нели, зафлеговме и во зимските
месеци, доколку даде времето, мислам дека за 1 месец ќе биде комплетно завршен овој проект. Со доизградбата, кавадарчани ќе добијат 200 метри нова пешачка патека по кејот на Луда Мара. Истиот се гради од централната градинка до Брушанскиот мост со проектот кој чини 9 милиони денари. Економијата е во добар правец. Нова браунфилд инвестиција во земјава. Во продолжение информациите од Македонија. Растот на извозот покажува дека економијата се движи во добар правец, а владата ќе продолжи со поддршка на стопанството, истакна премиерот Никола Груевски. Тој очекува годинава да продолжи растот на извозот кој лани изнесуваше 11%. Растот на извозот од 11% за првите 11 месеци од минатата година е сериозен, а комбинирано со растот на индустриското производство, говорат дека економијата задржува позитивен правец. Зголемениот извоз е резултат на зголемена економска активност на компаниите, а тука мощен значаен удел имаат и странските компании. Само на технолошко-индустриските развојни зони, растот на извозот за минатата година, споредено со годината пред тоа, изнесува цели 26% или 1,5 милијарди евра, потенцира Груевски. Владата, рече тој, ќе продолжи со поддршка на стопанството и релаксирање на бизнис климата. Пуштена е во работа новата фабрика за производство на чипс во битолското село Кравари. Ова е браунфилд инвестиција на наши селеник кој се врати од Австралија. Отворањето на фабриката за чипс ке значи заживување и економски просперитет не само за жителите на селото Кравари, туку и за околните рурални средини во битолскиот регион и намалување на стапката на невработеност преку директни и индиректни вработувања. Фабриката во употреба ја пушти премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Многу наши луѓе кои во минатото сака своето знаење и својот тешко заработен капитал да го вложат во својата татковина, беа соочени со бројни потешкоти и недоразбирања. Сепак оваа влада ја промени таквата слика. И повеќе години наназад ние интензивно работиме на зацврстување на релациите со македонската диаспора и нејзино анимирање за вклучување во актуелните општествени, политички, реформски и бизнис процеси во Македонија. Тој потсети дека кај нашите во диаспората има изворедно богатство на искуство и потенцијал, знаење и умешност, што можат да придонесат за напредок на Македонија во секој поглед и посебно во делот на бизнис и економската соработка. Во функција на интензивирање на билатералните односи и меѓусебната соработка, председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски во понеделник ќе оствари посета на Соединетите Американски држави. Во рамките на оваа посета на САД, премиерот Груевски ќе оствари средба со подпредседателот на САД Џо Бајден во Белата куќа во Вашингтон. Се очекува темите на разговор со американскиот подпредседател Бајден да бидат активностите за продлабочување на меѓусебните односи и соработка, реформите во Македонија и демократските процеси, зголемувањето на економската соработка и трговските односи, безбедносни прашања и интеграцијата на Македонија во НАТО и во ЕУ. Ова е втора средба на македонскиот премиер Груевски со американскиот подпредседател Бајден. Првата нивна средба се случи во февруари 2011 година. Оваа престојна средба е значаен чекор во унапредувањето на односите меѓу двете земји. Продолжува огнената стихија во Австралија, 121 куќа изгорена, а 3 лица исчезнати. Висок број на бегалци во Германија, наркобосот Гусман вратен во затвор. Ова се вестите од светот. Се уште висок број на бегалци кои пристигнуваат во Германија. Германската канцеларка Ангела Меркел на сенокиошното обраќање на партискиот собир во Мајнц изјави дека сега пристигнуваат значително помалку отколку претходно, но тие и натаму се премногу, посочи Меркел. Податоците на Германското министерство за внатрешни работи покажуваат дека во 2015 година во Германија биле регистрирани речиси 1,1 милион бегалци. .
Наркобосот Хоакин Ел Чапо Гусман ќе биде вратен во затворот Алтиплано, истиот строго чуван затвор од кој побегна на 11 јули лани преку ископан тунел. Ова го истакна главниот мексикански обвинител Арели Гомес на пресконференцијата пренесо американските медиуми. Гусман беше фатен вчера утрината во крајбрежниот мексикански град Лос Мочис, а главниот обвинител на Мексико изјави дека локализирањето на наркобосот до некаде се должи на тоа што тој сакал да снима биографски филм. Надлежните велат дека намерата Хоакин Ел Чапо Гусман да снима биографски филм представува уште еден важен аспект што придонел да се утврди неговото место на престој, пренесува ТАС. По завршувањето на пресконференцијата, фатениот наркобарон беше покажан пред камерите и качен во транспортен авион на американските вооружени сили. Гусман вчера утро прво избегал на потерата преку канал од канализација, но потоа бил фатен кога се обидел да избега со автомобил, информира мексиканската влада, цитирана од британските медиуми. Во Западна Австралија беснеат пожари, а бројот на куќи што се проголтани од огнената стихија се накачи на 121, додека 3 лица се водат за исчезнати, јави Танјук. Пожарот го зафати Јарлоп, 110 километри јужно од Перт, а стотици пожарникари и натаму се борат да го изгаснат огнот. Вейн Грексон, представникот на пожарникарската итна служба, напомена дека ситуацијата е многу предизвикувачка за нив. Според премиерот на Западна Австралија, Колин Барнет, ситуацијата е означена како природна катастрофа, што на граѓаните им овозможува да добијат повеќе финансиски средства. Инаку големиот шумски пожар избувна во поширокиот реон на Перт во Западна Австралија. Сведоци од соседните населени места изјавиле дека гледале како огнените пламени достигнуваат и до 50 метри височина. Пецаковски заминува во Тунис. Стартуваше 19-тото коло од АБА лигата. Сан Антонио и Голден Стейт со победи во новите НБА надпревари. Спортски вести. Вардарки со победа ја стартуваа главната фаза во Лигата на шампионите. Во составот на македонскиот шампиони застанаа Сокачи и Хнева, но сепак ракометарките со минимална победа од 22-21 го поразија тимот на Букурешт. На почеток грешките во нападот придонесоа за водство на гостите, но Вардарки брзо се вратија во игра, па на полувреме заминаа со изедначен резултат 11-11. Во поголемиот дел од вториот период се играше гол за Вардарки да ја зголемуваат позитивата во последните минути од надпреварот, добија повратен удар што ја зголеми неизвестноста за исходот на мечот, но сепак се заврши во корист на македонските ракометарки. Следен предизвик за Вардарки ќе биде гостувањето кај европскиот првак Будуќност, кој загуби во првото коло кај Гер со 22-20. Од останатите надпревари, Ростов победнички дома против Ференкварос со 23-21. Доскорешниот ракометар на Макс Струмица Дејан Пецаковски потпиша договор со актуелниот шампион на Тунис, екипата на Африкан клуб. По катастрофалната резултатска серија на Макс Струмица, Пецаковски уште неколку негови поранешни соиграчи го напуштија клубот. Левиот бек имаше понуда и од работничкиот Пелистер, но на крајот се реши да ја прифати понудата од Тунис, а информацијата ја потврди на својот Facebook профил. Деветнаесеттото коло од Јадранската кошаркарска лига започна вчера со победа на Задар во гости кај Тајфун со 66-82. Веќе утре и задутре ќе се одиграат и останатите 5 надпревари од ова коло, каде ќе се соочат прво и второ пласираните Будуќност и Цедевита. Партизан ќе биде домаќин на Цибона, Звезда ќе гостува кај Олимпија, додека предпоследните на табелата и Гокеа ќе го пречекаат тимот на Мегалекс. Нашиот представник во лигата МЗТ Скопје утре во Јане Сандански со почеток од 21 часот ќе биде домаќин на последно пласираните на табелата Сутјеска, што е одлична можност за нашиот шампион да забележи нова победа, со што ќе ја задржи 5-тата позиција во рангирањето.
Со 4 надпревари се комплетираше второто коло од топ 16 фазата во Европската кошаркарска лига. Кошаркарите на Локомотив на свој терен во Краснодар и малку повеќе среќа ги поразија Анадолу Ефес со минимална победа од 78-77. Вториот триумф во оваа фаза го забележа Фенербахче на гостувањето кај Црвена ѕвезда, додека Бросе се врати по поразот од првото коло од Реал Мадрид и на домашен терен успеа да го победи Жалгирис со 96-63. Последниот надпревар од групата донесе најголема возбуда откако грчки Панатинаикос во фотофиниш со 68-66 ја победи Уникаха. Третото коло ќе биде одиграно на 14, односно 15 јануари. Екипата на Сан Антонио оствари нов триумф пред своите навивачи, совладувајќи го синоќа Њу Јорк минимално со 100-99. За Сан Антонио ова беше 22 победа на домашен терен без пораз, а покрај нив без пораз дома е уште и првакот Голден Стейт. Воедно, ова се и двата најдобри тима. Голден Стейт има 34 победи, а Сан Антонио 32. Шампионот Golden State Warriors рутински ја одработи задачата на гостувањето во Портланд, славејќи со убедливи 128-108. Стефан Петер Хансел на Пежо триумфираше на шестата етапа од релито Дакар што започна и заврши во боливудскиот град Ујуни во должина од 542 километри. Петер Хансел имаше 17 секунди подобро време од тимскиот колега Карлос Саинс, додека третото место му припадна на Јазид Ал Раджи од Саудиска Арабија, кој се надпреварува со Toyota Hilux. Во конкуренција на мотори, првото место му припадна на Тоби Прајс од Австралија пред австриецот Матијас Валтнер. Денешната етапа на третата позиција заврши Пауло Гонсалвеш на Хонда, а утре веќе на програмата е седмата етапа што ќе се вози до Салта во Аргентина во должина од 793 километри. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Температурата во интервал од 7 до 14 степени. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион. Благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со програмата на К1.